главен виновник за сите овие дождови кои се случуваат во последните неколку години и поинтензивно во последните неколку месеци во Сиднеј, а и претежно за целата Австралија, го посочуваат тој природен феномен ланина. Негде на Пацификот топлата наводно креира облаци и заради тоа во Австралија владеат овие беснеа. Почитувани пријатели, топол поздрав на сите. Денеска имам слободен ден и одлична прилика да се пушти камерата и да се кажи збор два за една тема која мислам дека може да ги заинтересира доста луѓе, односно зошто ова е најдобрата земја за живење според мене, а и според многу други. Секако според исто така според многу анкети кои се спроведуваат годишно на неколку години, Австралија секогаш котирала високо. Кога се отвора тема за Австралија, мора да се нагласи дека ова е една многу млада држава, пред се во споредба со нашите краишта, со нашата земја, со нашите балкански комши, со многу други земји во светот. Значи се работи за една земја која е отлика негде горе до 250 години стара. За 250 години овие луѓе направиле една гигант од држава, на која држава може да се огледаат многу други, како за пример. Ако мислите дека Австралија за многу релативно краток период направиле држава, може добре да се спомне дека има и доста такви места во светот каде што за многу пократко успеале да направат не само држава, туку еден град. Морам да ги спомнам еден Сингапур. Сингапур е една град држава која очигледно знаете патот од вас кај се наоѓа. Сингапур, да кажам за еден пример, во 70-тите години беше една мочуришна почва преплавена со едни сиромашни гета и луѓе кои живеа во тотална сиромаштија, за да се трансформира во неполни 50 години и да представува она што е денес, а и да е една примамлива дестинација за живот и за туризам за сите луѓе од целиот свет, вклучувајќи ги австралијаните. Исто така мора да се спомни Дубај, кој беше исто така една пустина до пред едно 30-40 години, во тие рани 90-ти години, гледаме стиките на интернет и сведоци сме денес на што изгледа еден град Дубај. Значи прави се една споредба дека една земја или град како Австралија во конкретно земја, значи за 250 години, за нас може звучи просто и неверојатно дека може нешто такво нешто да се направи, но ви дадов и неколку примери дека може да се трансформира еден таков цел процес за многу пократко од Австралија. И сега што му предстои на еден таков подвиг, за еден подвиг кој мислам дека не можеме ние барем како македонци и како балканци да не генерализирам македонци, али како балканци, пошто горе-долу менталитетот ни е на сите исто. Што му предстои на еден таков подвиг да се направи за едно 250 години или да едно 50, 60, 70 години да се направи една гигант држава или еден пример за град како што е Дубај. Значи му предстои една генерација на лидери кои решиле да го остварат нештото, а на таа генерација од лидери и на тоа лидерство кои го спроведиле дали во Сингапур, дали во Австралија, дали во Дубај, му претходела една визија, еден мајндсет на луѓето кои го зацртале пред да се оствари, пред да тргнат да го остваруваат нивниот план, за да денеска ги направат тие држави или градови она што се. Значи, имале една визија за еднината, пошто видете, во Австралија општо познат факт е дека луѓето не се интересираат баш за политика и не ги интересира кој е на власт и што е на власт, пошто горе-долу имат еден достоен живот за 21 век. Џон Кенеди рекол: не прашувај што може да направи државата за тебе. Гледај што можеш ти да направиш за државата. Гледај ти што можеш да направиш за народот, пошто народот е државата. Очекувањата за државата дека ќе направи нешто за нас нема да однеси далеко. Значи, што можеме да направиме ние за државата? Значи, тој мајндсет, една визија за едината која ја имале тие луѓе на самиот почеток, ја зацртале, постепено почнале да остваруваат, за да денес како живееме она кој имаме денес.
Луѓето како мене, луѓето и имигрантите кои дошле во оваа држава, сите мислам дека 99% од нас дошле со неколку стотки во џепот австралиски. Мислам, ако некој дошол со пола милион или милион долари австралиски, оде во Австралија да живее од Македонија, слободно нека ме контактира, јас ќе му направам интервју како дојдов и причините зашто дојдов јас со милион или со 2 милиони долари од Македонија. Сиднеј е прекрасен град. Луѓето кои биле овде од кај нас може да го потврдат истото. Јас на самиот почеток како еден имигрант не баш многу ги уживав тие убавини на земјата и на самиот град, за да ми земи некое време од неколку години за да можам да се прилагодам и да се адаптирам на оваа средина. Мислам дека еден прекрасен град кој излегува очигледно на море, има прекрасни плажи. Во Австралија велат дека има толку многу плажи што ако одите на различна плажа секој ден ќе ви земи негде околу 27 до 30 години. Значи може да замислите колку многу плажи има во оваа земја, па и не е ништо чудно, пошто е огромно парче земја. Најголемата причина зашто оваа земја е една од најдобрите земји за живење во светот е таа нивна австралиска економија. Австралиската економија котира редовно на тие светски листи во првите 5 до 10 економии во светот, и кои ќе се земат во предвид овие најголемите пред се Кина и Америка да се котираат толку високо. Мислам дека редовно котираат меѓу 5-то и 10-то место со години. Мислам не е потребно од било каков друг коментар. Значи буквално една многу силна економија и претежно се вие на дофат од игла до локомотива, само ќе го порачате нештото и ќе ви стигне во поштенското садначе за 3 до 4 дена, или пак доколку е нештото итно може да се плати неколку долари од озгора и ќе го добиете истиот ден. Изборба за платите, пошто сигурен сум дека доста луѓе ги се интересира, баш пред некој време прочитав дека една нормална плата, една минимална плата, односно треба да кажам дека изнесува 840-850, што значи месечно ако пресметаме колку иди таму негде околу 3000-3300 месечно, што е една достојна плата за 21 век. Сега, дали е ова земја совршена? Не е совршена, сигурно дека не е. Во ова земја имате премногу даноци на ова, даноци на она, даноци на куќа, даноци на кола, даноци на нешто кое ќе го купите, данок на нешто кога платите покасно, ви стигнува пример сметка за струја, имате late fees, овде така наречени late fees. Ако платите покасно од датата која тие ви ја даваат, ќе платите некој долар од поќе бидејќи сте закаснале. Значи данок на се, што најмногу нас не тангира, тој данок на заработка. Данокот на заработка е превисок во Австралија. Секој не плаќа ист данок, значи сите плаќат различно во зависност од примањата, али само една груба слика да ви дам, до 18,000 долари годишно ако се вади во Австралија, значи вие не сте должни да плаќате никаков данок. 18,200, 18,500, 600, така виште нешто отплика. И како одите нагоре со заработката, така тие ви земаат повеќе данок. Точно не знам колку, пошто не сум економист, али по-она што го знам дека, пример, ако земите 30-40 илјади, тој данок ќе оди на 30%, па ако случајно заработвате тука и таму 200 илјади годишно, тој данок ќе оди на 45%, што значи дека ако заработвате 200 илјади долари годишно, треба да ги вратите на државата 100 илјади. Сега тоа е малку проблем, да кажам, во земјата, али не од сега. Луѓето кои може да си дозволат ја напуштат земјата баш заради овие причини, заради даноците, и одбират некои други дестинации, други земји за живење, претежно, како што веќе спомнав, знаат да одат и во Сингапур или во Дубај, и овие азиски земји каде што данокот се светва на многу помалку, или во Дубај кој изнесува нула данок на заработка и ја напуштат земјата баш за тие причини. Ако живеете во Австралија, да кажам, и да имате некој приход, и ако напуштите, да кажам, земјата, пример, одите се преселувате и живеете 20 години надвор од Австралија, а сте оставиле некаков приход овде во оваа земја, кој ќе се вратите по 20 години, вие сте должни на државата и ќе ве тормозат да го вратите тој данок за тие 20 години, во тоа време кое сте го помилеле надвор од државата. Значи, тие се тие даноци кои се превисоки во оваа земја, али кои ќе се клат работите навага, има доста многу позитивни работи кои можат да ја избалансираат целата ситуација. Секогаш се збора за тие даноци, може и да се направи посебно видео, ако некој конкретно го интересира како оди
цела работа со тие даноци, колку треба се плати, пошто, пак ќе кажам, не плаќа секој исто, на зависност од примањата и така натаму и така натаму. Друга причина која ја прави посебна ова земја, тоа се временските услови. Сега малце апсурд е да се зборува за убава клима и за убаво време на дождлив ден како што е денес, а луѓето кои живеат тука знаат дека не кортуливме баш од тие дождови кои падна во огромни количини, можам да кажам, последните 3 до 4 години. Значи имавме цел месец во Сиднеј да паѓа константно дожд, што не беше нормално. Австралија беше еден синоним за добро време, за сонце, за плажи, за сите тие работи, пошто тоа е тоа нешто што ја краси ова земја. Дали може да ја замислите една Австралија со едно англиско време? И Англија го има морето, и Австралија го има морето, али разликата е во сончевите денови. Не знам колку денови точно може да се појавува во годината, но сум сигурен дека во Австралија владеат минимум едно 250 во просек, значи секој град е различен, али во просек минимум околу 250 денови сонце годишно. Тоа е тоа нешто што ја прави ова земја посебно. Овие дождови кои ненормално паѓаат во Австралија, поинтензивно да кажам последните неколку месеци, или лето и да не видовме овде во Сиднеј. Значи во оваа земја се што е потребно да се наведни главата, човек да си оди на работа, да не го интересираат другите бизниси, да си гледа човек својата работа и мислам дека само така може да се живее еден нормален живот. Има понекој бездомник, не говорам дека нема, али во Австралија некој ќе праша како може да има на пример една земја како Австралија бездомници. Сите овие бездомници кои ваму или таму ќе ги видите во центарот на Сиднеј, тоа се луѓе со психички пореметувања кои или може да се работи за порок. Инаку ова земја ако човек не работи ќе добивате примања за да можете да преживеете, значи да платите покрив на главата и да јадите. Значи нормално не да се луксузирате или да се расфрлате по нешта или нарочито по дроги, по алкохоли, али ова земја ќе ви овозможи да преживеете доколку работите или доколку не сте во ситуација да работите. За разлика од тука кај нас, пак морам да кажам дека ако човек не работи, ќе остане да умре на улица. Како бивало човек да умре на улица ако не работи. Дали може тој да работи, дали сака да работи, дали имал услови да работи, па и да не ќел да работи. Не мора значи да умре според мене. Ќе ти дадат онолку колку што ти е доволно. Значи само да се прехраниш и да го поминиш месецот. Значи покрај сите овие мали негативни работи, мали или големи, зависност кој како ги сваќа, ова е една од најдобрите земји за живење. Јас сепак стојам на тоа што го кажав. На крајот на криштата, ова е едно капиталистичко уредување и што е најважно дека цел капитал или цел имот кој ќе го стекнете во вашиот живот ви припаѓа лично вас, а не како што беше примерот со комунизмот на времето, дека тие велеа дека народот е наивен и глупав и дека парите и капиталот кои ќе се стекнат, кои ќе ги стекне некој, не му припаѓаат на народот, туку му припаѓаат на државата. Ве поздравувам топло и се слушам и се гледаме со наредно видео. Чао!